ова издание. После обвинението од хак за злосторства, косовскиот претседател Хашим Тачи ги откажа средбите во Белата куќа. 2,5 децении од создавањето лекарства за борба против ХИВ и СИДА. Како живеат заболените денес? Заедничкото навивање во баровите веќе нема да биде исто. ковид правила за фановите. Останете со нас. Ве поздравувам од Вашингтон. Јас сум Тоше Огњанов, а вие гледате Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Во јуни се одбележуваат 25 години од почетокот на истражувањата што доведоа до откривање на комбинација лекарства што се користат за борба против ХИВ-сидата. За ова подоснава емисијата сега одиме со вестите на денот. Специјалниот пратеник на Белата куќа Ричард Гренел на Твитер напиша дека ја почитува одлуката на косовскиот претседател да не присуствува на разговорите додека не се расчистат правните прашања околу обвинението, откако Хашим Тачи го откажа патот за Вашингтон поради предлогот од специјалното обвинителство во Хаг. Хашим Тачи и уште 9 мина поранешни борци на ОВК беа обвинати за серија злосторства против човештвото и воени злосторства од страна на специјалното обвинителство во Хаг. Официјален представник од Стејт департментот објави дека покренувањата на обвинителни акти се резултат од 20 годишен период и се чекор напред во процесот кон правда и помирување на Западниот Балкан. Патот за Вашингтон го откажа и премиерот на Косово Авдула Хоти. Тие викендов требаше да разговараат со српскиот претседател Александар Вучич на специјален самит организиран од Белата куќа. Во 80-тите години од минатиот век сидата беснееше ни светот. Таа постои и денес, но веќе ја нема истата сила. За тоа се причина комбинација од лекарства што денес се користат. Керолин Пресути ни раскажува како изгледа животот на инфицираните лица. Кевин Ли Тейлор имал 22 години кога медицинска сестра му кажала дека неговиот тест е позитивен за ХИВ, вирусот причинител на имунитетски недостаток кај човекот. Ја погледнав и ја прашав: "Извини, што имам?" А таа ми рече ХИВ. Не знаев што е тоа. Никогаш не бев слушнал за ХИВ. Потоа во просторијата влегол лекар и му рекол на Тейлор: "Подготви се за најлошото, зашто нема лек, нема третман. Не можеме да направиме ништо." Во шок и зашеметен, Тейлор се вратил пеш дома во Ричмонд, Вирџинија. Ова се случува во 1985-та. ХИВ вирусот што предизвикува СИДА со себе носел стигма. Оние кои го имаат се избегнувани од другите. Ова Тейлор го чул на вестите уште истата вечер. Во училиште во Индијана избиле протести со кои се барало да не доаѓа на настава Рајан Вајт, ученик кој бил диагностициран со СИДА откако добил трансфузија на крв. Се мислев, ако се толку непријателски расположени кон 9-годишно бело дете, можам да замислам како би реагирале на мене. Поради ова, Тейлор, геј маж, никому не кажал за ова и со години живеел без симптоми. На крајот бил хоспитализиран кога неговиот имунолошки систем колабирал и ХИВ инфекцијата преминала во СИДА. Не постоеа ефикасни третмани и до 1995-та и повеќе од 300.000 американци починаа. Звучи грубо, но кому му е грижа? Убива хомосексуалци? Со години групите, како Преземете акција, организираа гласни протести и бараа поголемо финансирање за третмани за ХИВ и СИДА. Во последното видео интервју пред да почине во мај, основачот на Преземете акција, Лери Креймер, за Гласот на Америка објасни дека ХИВ заедницата се чувствувала напуштена. Опериравме самостојно, да го предупредиме светот дека умиравме од овој мистериозен вирус што ги убиваше сите. Групата на Креймер, чија мантра беше "молчењето е еднакво на смрт", упадна во Агенцијата за храна и лекови, каде се одобруваат нови третмани. Ричард Клайн работел таму во тоа време. Мислам дека тоа во суштина беше повик за будење на агенцијата, бидејќи тие успеа да ја затворат зградата, да ја затворат агенцијата. Полека започнаа промени. ХИВ активисти зборуваа во името на пациентите во советодавните тела на Агенцијата за храна и лекови. Истражувањето, финансирано од државата, беше фокусирано на тоа како да се зголеми стапката на преживување. Тестирањата и проверките беа забрзани за повеќе лекарства, вклучително и за еден нов тип наречен инхибитор на протеаза. Во комбинација со други лекови, овој го блокира реплицирањето на вирусот и спречува да стане резистентен. Одеднаш направивме бариера.
која вирусот многу тешко може да ја скокне и да стане резистентен на сите 3 лекови кои беа во комбинацијата. И тоа направи драстична разлика. Во јуни 1995 Агенцијата за храна и лекови одобри испитување на саквинавир, првиот инхибитор на протеаза. Во декември, што за една влада значи светлосна брзина, беше одобрен како дел од првиот ефикасен и траен коктел на лекарства. Со децении, доктор Ентони Фаучи ги предводеше напорите на американската влада во борбата со ХИВ. Целосно ги промени животите на луѓето инфицирани со ХИВ, зашто за прв пат имавме високо ефикасни лекови за ХИВ. Меѓу оние кои беа спасени е и Тейлор. Сега има 57 години. Се уште ги пие апчињата кои го одржуваат жив со децении. Не е целосно излекување, но барем е некаков живот наспроти живење во сенките и чекање да ви дојде крајот. Повеќе од милион американци денес живеат со ХИВ, а бројката надминува 37 милиони на светско ниво. Стапките на смртност се драматично паднати, но се уште нема лек и вакцина. Спортот почна да се враќа на терените, но и во пабовите. Сепак навивањето повеќе нема да биде исто. Како изгледа тоа, ќе ни раскаже Јане Бојаджиевски, кој што посети еден бар во Арлингтон. Ваква беше атмосферата при постигнување гол во ирскиот паб Ireland Four Courts, кога последен пат го посетивме на крајот од февруари за време на фудбалски меч. А ваква е деновина. Поречи си 4 месеци од кога со следната фаза од реотварање на Вирџинија е дозволено да се следат фудбалски надпревари и други спортски настани во затворениот дел. Нормално, со стрикно почитување на прописи за социјално дистанцирање. Дали ова новата нормалност во пабовите? You know, I mean, look, this is our first game back. I'll be excited to see how many people show up to the pub today. You know, I hope. Ова е прв надпревар што ќе го гледам во затворен паб откако отворија. Ме интересира колку луѓе ќе дојдат. Вообичаено доаѓаат многу обожаватели на Челси. Но разбирам ако многуми на одлив се уште не се чувствуваат комотно да влезат во пабот. Кейсик нема проблем со новите прописи. Oh, it's fine. I mean, like, look, I think everyone's just happy for sports to be back, and if we have to wear. Сите се радуваат дека спортот се враќа. Ако треба да носам маска или да седам оддалечено, не ми е проблем. А во пабот се точи пиво, се носат заштитни маски и се одржува хигиената на повисоко ниво. I think it's great. Honestly, the fact that it's just even back. Мислам дека е одлично. Фактот што се врати спортот по месеци отсуство е фантастичен. Доаѓам да гледам фудбал веќе неколку дена. Супер е. People are not careful enough that they, I mean, I trust this place to do the right thing. Сите луѓе не се доволно внимателни. Му верувам на персоналот дека прават доволно за да не заштитат. Но што ако некој влезе во пабот што има симптоми или е болен? Фудбалот е интересен во паб, но загриженоста и натаму е присутна. So a new policy in the pub is when people are sitting at the table, they don't have to wear a mask, but when they go to the bathroom or move around, they have to wear a mask. Дейв Кехил е генерален менаџер на ирскиот паб Ireland Four Courts во Арлингтон. So far we have no issues with it. За сега немаме проблеми со новите прописи. Муштериите носат маски ако се движат наоколу. Се враќа полека атмосферата. Спортот се враќа на ТВ екраните по пабовите. Со ограничен број на посетители и важи правилото кој прв ќе дојде. Може би беше незамисливо до пред неколку седмици, меѓутоа спортските пабови ги отворија вратите за најверните обожаватели. Со новата фаза на реотварање во Вирџинија, животот почнува да се враќа во нормала. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон. Спортот е добар за здравието, па макар да го следите и само како љубител. Тоа беше се за денеска. Ви благодарам за вниманието, бидете со нас и утре. Пријатно.